Ја мислам дека се почнува и завршува во системот. И јас така го почнав, немам никаква власт во државата, да имам некаква, јас би почнал од овој момент да работам со најмладите, со децата. Значи, би нашол пари во државата да премногу да се инвестира во образованието на најмладите, со вистински програми, направени да знаат како да се почитува државата, како е да се живееш и да функционираш во еден систем кој што ќе бидеш ти дел, како да се однесуваме не само кон околината и кон емотивниот дел од што е тоа држава, што е знаме, што е име на држава, што е химна, зошто е важно ти лично да бидеш образован, бидејќи не само што ти лично ќе живееш утре убаво, туку ќе придонесеш и за заедницата, како сите заедно како колектив да функционираме, зашто е добро да се помагаме, да учиме вистинска историја, значи со образованието. Затоа што би подразбирало нов образовен систем, да речеме, сосема нов курикулум? Не знам што... дебатираме, би ги викнал најдобрите експерти од тоа и од странство нека бидат ако треба, да ни кажат ние сакаме да го промениме, нека намаливе менталитетот за тоа како треба да се однесуваат кон државата, како треба да се... И улогата на поединецот. И улогата на поединецот во заедницата, нешто што очигледно сме го изгубиле. Број 2, култура. Кога последен пат сме гледале македонска серија? И дали воопшто снимаме македонска серија? Како младите да си го сакаат својот град и утре да не фрлаат ѓубре или да не се бунат ако нешто не е како што треба, кога ние како производ не произведуваме ништо што тие деца емотивно ќе се врзат со тој простор. Така, кога не сме гледале, кога била последната серија за деца, која што се случувало во Ново Лисиче, Наводњанска, Капиштец, Ѓорче, така, некоја серија која што ќе биде хит и сите млади ќе ја гледаат, каде што ќе има македонски актери, каде што ќе има македонска музика. Така, каде што сите деца ќе ја гледаат таа на YouTube серија или било каде и ќе викаат ова се случува во Карапаш 3, баба ми тука живее. Ова се случува во аеродром, имам братовчет тука. И на тој начин ние емотивно се врзуваме за просторот во кој што живееме. Јас знам зградава, го знам дрвово. Да, кога емотивно ние ќе се врземе во просторот кој што ќе живееме, ние ќе почнеме да го прецепираме како свој. Па ние младите повеќе знаат каде е Нови Београд или не знам што, или не знам што се случувало во Србија, така, отколку што им се случува во нивниот град. Видите фејсбуците, видите им ги на младите луѓе. Нивните слики им се или им се од екскурзија кои деле од школа, од странство, или во Белград, или во Солун. Од Скопје немаат ништо. Не чувствуваат предизвик својот роден град да го стават позадина на својата фотографија. Тоа е многу огромен проблем е тоа. Не чувствуваат никаква емотивна поврзаност они со просторот во кој што живеат. Треба да е некаков аларм. Тоа треба не да е аларм, тоа треба да вришти веќе. Меѓутоа, кај нас тоа не се случува. Добро, патриотизам што е за тебе? Ти како го дефинираш или редефинираш зборот, бидејќи тој е често пати злоупотребуван на некој начин и користен во манипулативни некои цели, ама за тебе лично како Александар Видиновски што е патриот? Патриотизам е да си самосвесен граѓанин на својата држава, да ја почитуваш, да ја сакаш, да си образован, да се грижиш за себе и за своето здравје, да се грижиш за својот круг на луѓе и да бидеш добар во работата која што работиш. Ти си добар водител, имаш емисија 17-та сезона, е така, ти си добар. И јас како индивидуа треба да гледам колку што можам тебе да ти помогнам да бидеш уште подобре. Ти да ми помогнеш мене, да му помогнеме на снимателот да биде уште подобар снимател. Така, бидејќи кога ние сами, поединците кои што се добри во една област, во било која работа, нема да ги правиме обструкции, да ги спуштиме на ниско ниво, туку ќе ги како систем или како заедница ќе ги буткаме горе, ти и нас ќе не повлечат и така ќе расте државата. А на социјални мрежи бугарите и грците да ги тераме, зашо не го спомна тоа? Тоа не е патриот? Го разбирам тоа, меѓутоа Жарко верува дека луѓето на тој начин го канализираат револтот што го чувствуваат. Ја мислам дека не е правилно да се расправаме на Facebook со бугари и со грци, ама дали разбирам зашто тоа го прават, го прават. Како на друг начин да го канализираат својот револт, бидејќи ај кај сме сиромашни, ај кај тука со криминал и корупција се занимаваме, ај кај не направивме некој голем прогрес овие години, уште не малтретираат овие, така? И нормално, полесно им е на луѓето прстот да го вперат кон друг дека е виновен за некоја ситуација и така заради тоа се прави. Не е патриотизам, јас само тоа го кажуваме, да облечам мајца со сонцето од Кутлеш, немам ништо против тоа, само кажам. Да.
и да зборувам Ја завршив работата. Да, дека само планктоните се постари од македонците, така дека тука зета Македонија, тука се почнува, тука се завршува. Тоа не е така. Така, значи Горан Стефановски многу сега се одбележуваше, многу цитати гледам, значи тој вели и се согласувам сега, тој е величина за мене, меѓутоа се согласувам за тоа што го збори. Вика дека не е доволно дека јас сум македонец и тоа завршена работа, дека тоа е тоа. Тоа твојот македонски идентитет е нешто што треба да работиш со него.